Дива депонија од градежен шут и комунален отпад се простира од двете страни на патот кој води до депонијата Острец над населбата Милково брдо во Делчево. Депонијата започнува на само неколку метри од последните куќи и е распослана на двете страни на патот во должина од околу 500 метри. Граѓаните кои живеат во близина реагираат на несовесноста и нечовечноста на оние кои го изфрлаат отпадот онаму каде што не му е местото, ширејќи ја оваа депонија се повеќе и повеќе. Како да ви кажа, това не е депонија, туку загадија ваздухот, да не може човек да излее и да се прошета. Това е ваздухов загадија. Друго што да ви кажа? Сте реагирале ли досега на јавното предпријатие? Чисте? Абе, како чистење јавно предпријатие? Не може ни јавно предпријатие, това на народ не се докажува. Кажувам ти отворено, јасно и гласно и убаво. Това не може човек да излее, да се прошета едноставно од таа загадотија. Гадотија. Што најмногу се фрла тука? Се што може, се фрла. Каквити не разни работи се фрла. Секакви. Това и нема никој да дое да поведе рачун. Нема никој. А има инспектори, има секакви. Да дојат па да види па што се работи и што се дешава. Од јавното предпријатие вела дека единствено решение кој што можат тие да го понудат и да се исчисти депонијата, но не можат да влијаат на совесноста на граѓаните. Веќе за наредната недела е планирано да се испратат екипи токму на оваа локација, вели директорот, и апелира да престане ова несовесно и нечовечко однесување на одредени лица. Воедно и подсетува дека за градежен шут постои посебна депонија кај местноста Ралова чука. Согласно годишната програма за работа на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчев за 2021 година, во истата е вградено и чистење на диви депонии во районот на општина Делчево. Во текот на изминатата недела се чистеше во село Габрово, 2 дена се работеше, потоа имахме интервенција на Звегорска река, а што се однесува до наведеното место, локацијата над Милково брдо, таму кај состојбата е загрижувачка, бидејќи граѓаните, несовесните граѓани, шутот од градежниот шут наместо на депонијата Ралова чука која е наменета за таа намена, поголемиот дел од населбата Милково брдо го изфрлаат на овој потек. Ние во повеќе наврати сме вршили интервенција на тој потек со машини и во текот на наредната недела е планирана интервенција, но сепак тоа е во поголем размер и затоа апелираме до граѓаните и посебно до инспекцијските служби да поведат поголем ред и не само со опомени, туку и да се изречуваат казни, бидејќи во овој дел стварно е состојбата загрижувачка. Се надевам дека овој апел и работата на инспекцијските служби ќе придонесат да се надмине состојбата во тој дел. Од Инспекторатот за комунални дејности не информираа дека проблемот со дивите депонии не е само на споменатата локација и тие многу пати постапувале согласно законот, испраќајќи комунални инспектори и редари, но на лице место се уште немаат фатено никој. Најчесто шутот се изфрла во ноќните часови, а согласно законот за комунални дејности, чувари може да се постават само на главната депонија, а не и на вакви диви депонии. Во најскоро време депонијата над населбата Милково брдо ќе биде исчистена, информира од инспекторатот, и ќе бидат поставени табли за забрането фрлање на комунален отпад и градежен шут. Секој кој ќе биде затекнат како депонира било каков отпад на дива депонија, согласно законот ќе биде казнет.